Дневник и добро вечер. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е Драган Петковски, директорката на Националната установа Музеј Куманово Анита Цветановска и директорката на Средното општинско училиште Перо Наков Лидија Тасевска по повод престојните новогодишни и божични празници упатија честитка за новата 2016 година со многу здравје, бериќет и економска благосостојба. Многу здравје, успех, среќа и благосостојба, економски просперитет се само дел од пораките упатени за новата 2016 година од страна на градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово Драган Петковски, директорката на Националната установа Музеј Куманово Анита Цветановска и директорката на Средното училиште Перо Наков Лидија Тасевска. Поштувани граѓани, помина една многу тешка година, може би најтешката во поновата историја на Република Македонија од независноста наму. Година полна со премрежија, безбедносната криза од мај, бегалската криза, политичката криза која тресе Република Македонија во тек на 2015 година, лошата економска состојба, голема економска миграција и селување на граѓани, нешто што во Македонија во поновата историја не беше се случувало. Нека новата 2016 година ни даде прво на граѓаните на Куманово и Република Македонија здравје, среќа и економска благосостојба. Да се разрешат сите политички премрежија, да се влезе во нов период на градење на демократско, слободно општество кое ќе ги дава и врати надежите на младите луѓе да својата иднина ја градат токму во ова наша Македонија и наше Куманово. Нека се ви среќни новогодишните празници и божичните празници, многу здравје, среќа, економска благосостојба. Благодарам. Почитувани граѓани, изминуваат последниве часови од оваа 2015 година, која за нас, жителите на овој град, ќе остане во трајно сеќавање. Како година во која преживеавме нешто што би сакале никогаш повеќе да не ни се повтори. Меѓутоа, во оваа година покажавме доблест, цврстина и единство и во најтешките моменти, па со гордост може пред сите да кажеме ние сме кумановци. За следната 2016 година на сите наши сограѓани во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на Куманово им посакуваме пред се добро здравје, среќа и бериќет и да им се остварат сите желби како на приватен, личен, така и на професионален план. Успешно ја заокружуваме оваа година. Се надевам дека наредната 2016 година ќе бидеме уште поактивни, ќе имаме уште поголем број на проекти. Веќе во најава имаме уште неколку изложби закажани за втората половина на јануари, почетокот на февруари. Потоа почнуваме со делот меѓународни проекти, со археолошки искупувања, многу изложби, многу настани и се надевам дека пак ќе бидат задоволни и кумановската јавност, но и пошироко. Она што мене ми преостанува е да од името на Националната установа Музеј Куманово им посакам на сите граѓани најпрви ни пред се добро здравје, да бидат во кругот на најблиските, во кругот на семејството, да го поминат со многу љубов меѓу своите, а се останато успехот, работата ќе си дојде само по себе. Со ова им ја честитам новата 2016 година, им посакувам се најдобро. Годината што изминува 2015 година со Перо Наков Куманово ја завршува доста успешно. Ова година одбележавме 70 години од постоење на училиштето, имавме бројни награди, учества на многу надпревари и навистина сме задоволни. Затоа приликата ја користам на сите граѓани на општина Куманово, од името на вработените, на учениците од СОУ Перо Наков Куманово, да им ја честитам новата 2016 година, да им посакам многу здравје, успех и спокојство. Истовремено посакувам да запишеме уште ученици, затоа што нашите струки се многу атрактивни, убави и мислам дека учениците имаат иднина со нив. И ние ви посакуваме празничните денови да ви бидат исполнети со благодет, среќа и радост во новата 2016 година, да ги славиме позитивните вредности кои ни зближуваат и поврзуваат.
Предпразнично супермаркетите во Куманово работат со полна пареја. Огромен број на граѓани пазарат во последниот ден пред Нова година. Најмногу се троши свинското месо, месните производи и сладки. Предпразнична потрошувачка треска го зафати Куманово последниот ден пред стартот на новата 2016. Домаќинките со полни корпи пазарат низ супермаркетите. Се купува се, од месо до вино, од сладки до салати. Сообраќајната гужва која регистриравме денеска на булеварот Трета македонска ударна бригада само говори за предпразничното однесување на кумановци. Врие како во кошница, во речиси сите маркети. Цените се идентични, нема зголемување. Потрошувачите задоволни од изборот и понудата. Секој троши онолку колку што има. Па не, само колку за тие денови по потреба и така. Се знае, сармата, плюс тоа ред други работи. Имаме пола дива патка, така да... И така, сега нешто со во месното ќе приземиме. Па, у суштини се користи највише месо, сувомеснати и прераѓање кое се уза новогодишни празници кои треба да се поставят да би била ипак нека свечана трпеза. Пазарите многу за Нова година? Па да, треба нешто. Исто како секој пат. Ќе подготвите нешто традиционални јадења, нешто новини? Традиционални. Колку имам? Што ќе подготвите? Па, од се по нешто. Сармичка, месце. Трговците тријат раца задоволни се од побарувачката. Граѓаните трошат многу повеќе. Пред се храна, месо, пијалаци, салати. Благо зголемување на цените има на овошјето. Ептен су малку качени, знаеш. Па малку се поголеме ради овија од странство што се дошли, колку толку има нешто. Па најмногу трошат свежо месо, традиционално за настадите, свинско, да, јунешко, меѓано, за сарма, тоа. Да, свежо домашно македонско, не е увозно. Купуваат повеќе домашни производи? Повеќе домашно се троши. Идат со месните работи, сладки работи, свежо месо имаме, сега отворено ново, доста има голема потражувачка од нивна страна и добро не оди. Се продаваат и готови салати, нешто традиционални руска. Готови салати, имаме руска салата, тие исто така нов производ е, што доста е тражен од потрошувачите. Зголемена ли е потрошувачката кошничка на граѓаните пред новогодишно? Да, зголемена е. Празничната треска само ги отсликува желбите на кумановци. Богата трпеза, весело друштво и убаво расположение. Тоа е она што го посакуваат граѓаните за 2016 година. Во организација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН вчера вечер во партискиот штаб се одржа предновогодишен коктел за локалното раководство и партиските членови и симпатизери. За атмосферата оттаму и новогодишните желби и честитки од првите луѓе на партијата во продолжение. Членовите и симпатизери на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово со предновогодишен коктел го одбележаа крајот на 2015-та. Празниците се вистински повод да се сумираат впечатоците од изминатата и да се прецизираат плановите за годината која доаѓа, велат од партијата. Искрени новогодишни честитки упати председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Куманово Драган Петковски. Ги поминуваме последните часови од оваа 2015 година. Година на која на сите нас во Куманово ќе ни остане во доживотно восеќавање и која што ќе сакаме никогаш повеќе да не се повтори. Меѓутоа, ова е година во која што сите ние кумановци покажавме доблест, храброст, цврстина и да останеме единствени и со гордост пред сите може да изјавиме дека ние сме кумановци. Во наредната 2016 година во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и сите членови на ВМРО ДПМН, на сите наши граѓани во Куманово би им посакал пред се здравје, среќа, благодат на сите полиња
да си ги остварат сите своји желби, како на приватен, така и на професионален план. Со желби за здравје, среќа и успех новата година на сограѓаните, но и на сите македонци, им ја честита пратеникот во Собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО ДПМНЕ Зоран Ѓорѓиевски. Позади нас останува една година на турбуленции, година на една политичка криза која ќе остане запаметена во историјата на Македонија, каде што доживеавме да парламентарното малцинство го малтретира и условува парламентарното мнозинство. Тоа е еден феномен што го нема никаде во свет. Меѓутоа Македонија поминала низ многу турбуленции, низ многу проблеми во своето постоење, така да и оваа работа има своја завршница. Завршницата ќе се викаат предвремените избори на 24 април, а последниот збор ќе го даде народот. Но овој коктел сега овдека што го организира ВМРО за своето членство би посекал пред се здравје на сите граѓани на Република Македонија и пошироко, пошто здравјето е најголемото богатство. Само здравите луѓе се радуваат. Побрго оздравување на оние кои се болни и многу среќа во 2016 година. Повеќето кривопаланички политичари најлудата ноќ во годината ќе ја прослават во домашен амбиент. Во кругот на семејството и пријателите со вкусна трпеза е нивниот избор за предстојниот дочек на новата 2016 година. Ги запрашавме кои се нивните празнични желби и дали ја почитуваат традицијата за подарување. Се е подготвено за новогодишната прослава. Градот е празнично украсен, граѓаните и самоиницијативно ги украсуваат своите домови, дворови и балкони. А пред новогодишно беа поделени пакетчиња на најмалите кривопаланчани. Каде ќе го мина дочекот на новата 2016 година кривопаланичките политичари? Поголемиот дел од нив дочекот на најлудата ноќ во годината ќе го прослават во домашна атмосфера. Најважно е да се биде со најблиските во топлиот дом, со вкусна трпеза и најважно позитивна енергија за во новиот почеток, велат тие. Се очекува дека новогодишната ноќ ќе ја поминеме дома со фамилијата. Па новогодишната ноќ најверојатно во семејна атмосфера со пријатели или круг на роднини кои што сме блиски. Ги запрашавме колку ја запазуваат традицијата за подарување на новогодишни подароци за најблиските. Па да, секако новогодишни подароци поминуваме, значи кој што си јадето, тоа традицијата кај на блиските, роднините, на блискиот круг, значи тоа е една традиција која станата со векови, која е нашата вера, значи е така. Да, за такви работи секогаш има доволно средства, макар тоа да биде символично, но сепак за најблиските мора да одвоиме средства за некој подароче, за некој сувенир, а за најмладите за по некој пакетче и слично. Со желби за среќни, исполнети и берикетни дни во предстојната година, кривопаланичките политичари им упатија честитки на своите сограѓани. Ги броиме последните часови од 2015 година и сите ние имаме свои замисли, свои планови како да навлеземе во 2016 година. На сите вас и на вашите ценети семејства ви посакувам среќна и успешна 2016 година. Посакувам разбирањето, мирот да царува во вашите семејства, да сте живи и здрави и нека ни е среќна новата 2016 година. Ова година да ни биде поберикетна од ова што замина, значи 2016 година да ни биде поберикетна, здравје, успех, среќа, професионален карактер, значи секој што има желби, сите желби да ни се исполнат, да имаме една меѓусебна соработка сите меѓу себе. Значи јас искрено на сите би им посакал пред се многу среќа, здравје, берикет и успех во таа 2016 година, затоа што пред се ако немаме здравје, немаме ништо во животот, така да од тој аспект уште еднаш би рекол многу здравје, среќа, успех и берикет на сите кривопаланчани.
На прашањето каде за највеселата ноќ карактеристична за овој период, кривопаланчани не сакаат да зборуваат пред камера. Нивниот најчест одговор гласи дома како и секоја година. Сепак исклучок се младите кои последните денови од старата година ги финализираат подготовките за забава во некое кафуле, ресторан или пак приватна забава. Повозрастните кривопаланчани дочекот на новата година ќе го минат дома. Повеќето не беа расположени за изјава пред камера, но не кажаа дека најчесто прославуваат во мирна семена атмосфера, со свечена вечера и со празнична телевизиска програма. Секако во празничните денови се расположени за приеми и одења на гости кај роднини и пријатели. Кажете ни каде ќе ги прославите новогодишните празници? Планираме дома со фамилијата. Што обично подготвувате, како го поминувате времето? Па добро, се веселиме, печеме праса за нова година, за секоја нова година со внучињата. Со богата трпеза? Да, со богата трпеза. Да, обавезно подарочиња, Дедо Мразки ги носи дома подарочињата. Кој се радува најмногу на нова година? Внучињата. Каде ќе ја поминеш новата година? Дома. Дома, со кого? Со тато и со баба. Со чича. Што сакаш да ти донесе? Жигалици и пакетче. Младоста пак подразбира и желба за забава за овој празничен повод. Младите кривопаланчани брзаат да резервираат во локалните кафулиња, ресторани и кафејани, а има и такви кои организираат приватни забави. За нова година ќе бидеме во кафич со друштво. Јас на новата година ќе ја поминам со друштво. Во локала или во домашна? Домашна атмосфера. Ова новогодишна ноќ ја поминам во Скопје со роднини, пријатели, другари, слично. Со пријателите заедно ќе се забавуваме во мојот дом. Со другари кај другарка дома не се организиравме да одиме на страна пошто така сакавме дома, во домашна атмосфера како секоја нова година што се слави. Колку во овој период на дарување кривопаланчани праќаат новогодишни картички за да стоплат нечие срце или сепак се одлучуваат за полесната варијанта, електронското честитање во ова модерно време. И дали практикуваш да праќаш новогодишни честитки и подароци? Да. Ако сме возрастни, уште живееме во некое детство и го обожаваме тоа. Тоа се картички или по електронски пат честитки? И картички, уште го чуваме она што е традиционално. Дали практикуваш да праќаш подароци и честитки? Па да, како секој човек што праќа и нормално тоа за секој што Картички или честитки по електронски пат? Честитки се. Во предвечерието на најлудата ноќ во годината, новогодишното дефиле на Дедо Мраз низ улиците на Крива Паланка ги израдува дечињата од општината. Додека возрастните планираат, договараат се, подготвуваат и преговараат каде и со кого ќе ја дочекаат новата 2016 година, дечињата со очи озарени се радуваат на подароците подарени. Очекувајќи белобрадиот старец да ги исполни нивните желби, срекни се радуваат на доаѓањето на Дедо Мраз во нивната улица. Новогодишното дефиле на Дедо Мраз започна од пред зградата на локалната самоуправа на општината, низ населба Маневци до мотелот Македонија и за обиколницата, продолжи по населбите Осичка Мала, Баглак, населба Бавчалак, до село Конопница и низ главната улица Свети Јоаким Осоговски, за да заврши со дефиле низ центарот на градот на централниот градски плоштад. Дечињата посакаа среќа во годината што иде, а изјавија дека вечерва радосна ќе биде. Возрастните здравје пред се. Каде ќе ја прославиш новата година? Во Скопје. Со друштво? Да. Дали ќе бидеш на плоштад или некаде организирано? Организирано, не забава едно. Нова година ќе славиме дома. Со фамилијата? Да. Се подготвивте ли нешто посебно? Да. Посакавте ли нешто во новата година да ви се оствари, некоја посебна желба? Па многу желби. Пред се здравје. Да, здравје, среќа. Каде ќе славиш нова година? Кај вујко ми. Како ќе си поминете, ќе имате музика и јадење многу? Да. Што сакаш? Ќе имаш ли другарчиња таму или братучеди? Да, братучеди и роднини. И ќе се забавувате? Имате ли некоја омилена песничка која што ќе ја пеете? Да. Добро. А што сакаш да ти донесе Дедо Мраз оваа година? Па најпосле да имам здравје, па потоа се друго. Каде ќе славите нова година? Осичка Мала. Значи со друштво? Да. Се подготвивте ли нешто посебно? Па не баш како секој вечер и ова. А ќе имате многу забава и музика? Па да.
Посакавте ли желба што да ви се оствари во следната? Здравје, среќа, љубов. Здравје, успех, среќа. Иако поголемиот дел од граѓаните ќе бидат во своите домови, со најблиските, не е мал бројот и на граѓаните кои ќе се развеселат во локалите и рестораните. И во едната и другата атмосфера посакуваме да владеат хармонија и позитивна енергија, кои ќе се прелеат во наредните 365 дена. И до младите, и до повозрасните, каде и да се. Упатуваме честитки за успешна, среќна и берикетна нова 2016 година, исполнети со здравје и љубов неизмерни. Музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски заедно со своите талентирани ученици на сите граѓани на Куманово им ја честита новата година и им посакува многу успех, здравје и среќа во новата 2016. Музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски во Куманово го посетуваат талентирани ученици кои што сакаат да научат да свират на гитара, пијано, хармоника, виолина, тапани и етно инструменти или да посетуваат часови по соло пеење. Сите овие млади музичари направија мала прослава, свиреа песни и посакаа многу здравје, среќа и успех во новата 2016 година. Јас сум Теодор Серафимовски, многу сакам да свирам гитара, желбата потекна од татко ми од мене. Јас сум Андрој Зафировски, сакам да свирам на гитара и ја свирам од 5 години. Јас се викам Мартин Стојадиновски, јас имам желба да свирам кларинет и има и моите родители желба исто така да свирам. Се вика Била Серафимовска, а желбата на гитара потекнува од мене, од татко ми и од мајка ми. Јас се викам Лука, свирам на гитара. И еве од каде потекнува идејата да сакаш да свириш на гитара? Не знам, онак. Јас сум Анастасија Серафимовска, свирам на пијано уште од најмала возраст и сакам да свирам, бидејќи музиката многу ме исполнува. Јас се викам Мила и свирам на клавир. Желбата ми е од татко ми, тој сакаше да свирам многу и... Јас се викам Миларија и јас сакам да свирам гитара и свирам. Затоа што тоа ми е желба од малички и многу сакам да свирам. Јас сум Филип Цветковски и ми е желба да свирам на кларинет и исто така и моите родители. И сакам да бидам познат. Јас сум Аметино од Куманово и желбата ми е да свирам на клавир, пијано. Здраво, јас сум Олгица Серафимовска и желба ми е да свирам на виолина. Од мала ми било секогаш интересно и затоа сакам. Познатиот музичар Боби Серафимовски истакна дека тука ќе излезат млади генерации кои ќе бидат гордост на градот. Се договориме со сите ученици од Музичко-едукативниот центар Студио Серафимовски да направиме една мала прослава. Драго ми е што вие сте денеска тука со нас, значи направиме едно китење на елка. Инаку да кажам дека беше изминатиот период многу интересен за сите ученици. Имаше настава, учевме многу песни, свиревме, така да има многу талентирани кои што доправо ќе се покажат. Во името на Студио Серафимовски едукативен центар посакувам на вашите гледачи среќна нова година. Може сите заедно среќна нова година? Среќна нова година! Се најубаво и се надевам дека ќе имаме соработка и понатаму со вас. Да уживаме во музиката, да уживаме во овие млади таленти. Куманово заслужува едно вакво место каде дечињата ќе можат да научат и да се надградуваат во инструментот кој сакаат да го свират, а со тоа ќе вложат и во самите себе. Председателот Ѓорги Иванов на сите граѓани на Република Македонија им ја честита новата 2016 во своето новогодишно обраќање. Иванов посакува здравје, љубов, ширење милост и живот со радост и среќа. Почитувани граѓани на Република Македонија, новата година од секојаш ги буди на искрените чувства и очекувања кај секој од нас. Затоа сите ние со нетрпение очекуваме старото што побргу да пројде, за новото да дојде и со себе да донесе нова надеж. Надеж дека во годината што доаѓа ќе имаме здравје, ќе шириме љубов и милост, ќе живееме во радост и во среќа. Надеж дека таа радост ќе можеме да ја споделиме со нашите ближни. Затоа да им посветиме љубов и внимание на нашите семејства, на нашите деца, на нашите соседи и пријатели. Да бидеме солидарни кон болните, немоќните и кон секој што има потреба од наша поддршка и помош.
да бидеме благодарни кон храбрите чувари на нашата безбедност, поради кои и вечерва Македонија може мирно и безгрижно да прославува. Драги сограѓани, имаме историска одговорност пред нашите потомци да им ја оставиме Македонија посилна и поуспешна отколку што ја наследивме од нашите предци. Затоа, сплотени со чувство за државност и за сувереност да продолжиме да ја градиме Македонија според највисоките европски вредности, стандарди и критериуми. Да продолжиме да градиме праведно општество втемелено врз мирот, вистината и слободата. Да си простуваме и да се почитуваме. Да бидеме и упорни и трпеливи. И во се што правиме да се пристигнуваме во добрина. Празниците што ни доаѓаат во секој наш дом нека донесат семејна радост, љубов и среќа. Да имаме мир, напредок и успех насекаде и за секого. Ви посакувам среќна и берикетна нова 2016 година. Проектот Македонија вработува ја одбележа оваа година во делот на отварањето нови работни места и во делот на намалувањето на невработеноста. Истакна заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов по посетата на фабриката за месо и производи од месо во Свети Николе. Проектот Македонија вработува ја одбележа оваа година во делот на отварањето нови работни места и во делот на намалување на невработеноста, истакна заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов по посетата на фабриката за месо и производи од месо во Свети Николе. Според Спасов, до крајот на 2015-та проектот отвори 11.000 работни места. Вкупно 11.000 семејства добија поголема помош, поддршка, вработено лице, редовни средства за екзистенција, приходи и редовно работно место, а поволностите ги искористија и над 6.600 компании. Проектот продолжува, нагласи како и заложбите за доближување на можностите, мерките и поволностите за вработување на сите. Би сакал да ги поттикнам сите заинтересирани за проектот да ги искористат поволностите што ги нуди Агенцијата за вработување. Заедно со незините служби ја продолжуваме акцијата. Се бориме за секое работно место, но се бориме да им помогнеме за заинтересираните да се ориентираат кон занимања што се барани на пазарот на трудот, нагласи Спасов. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски најави уште една нова мерка. Излегува огласот и почнува апликацијата за сертификација за канцелариско работење за програмите Excel и Word. Сите што ќе добијат сертификат ќе бидат поконкурентни. Затоа што сите огласи во Македонија за приватниот или јавниот сектор бараат од кандидатите да поседуваат вакви сертификати, потенцираше Поповски. И оваа посета, како што додаде заменик министерот Спасов, е дел од акцијата Се бориме за секое работно место, во која се зголемува контактот со приватните македонски компании со цел да им се презентираат можностите што ги нуди државата, да се слушнат нивните предлози и да продолжи да се зголеми и прошири соработката за следната 2016 година. Ако Багдад сака да користи сила, треба тоа да го направи против исламската држава, порача турскиот премиер Ахмед Давутоглу. Вести од светот. Ако Багдад сака да користи сила, треба тоа да го направи против исламска држава, изјави турскиот премиер Ахмед Давутоглу, откако ирачкиот министер за надворешни работи се закани со можни воени дејствија заради турските војници распоредени во северен Ирак. Во интервју Давутоглу призна дека имало лоша комуникација во врска со распоредување на турските војници. Тој додаде дека Анкара го почитува ирачкиот суверенитет, но вели дека Багдад не контролира 1/3 од својата територија. Шефот на ирачката дипломатија Ибрахим Ал-Џафар повторно ја повика Турција да ги повлече своите војници од северниот дел на Ирак и ја предупреди Анкара дека во спротивен случај Багдад би можел воено да одговори. Во најголем дел од европските градови засилени се безбедносните мерки во пресред на дочекот на новата година, а официјални лица стравуваат од евентуални терористички напади. Новогодишниот распоред и уличните прослави се откажани во Брисел, а посебни мерки се спроведуваат во Париз, Лондон, Берлин и Москва. Истовремено турските разузнавачки служби соопштија дека осуетиле план за напади во Анкара за време на прославата. Австриската полиција соопшти дека од пријателска служба добила информации за ризик од напади во главните градови на Европа.
белгиските власти за откажувањето на прославата наведуваат дека потегот е поради информациите со кои располагаат. Во Париз ќе биде откажан големиот огномет, додека на Шанзелизе традиционалното собирање ќе се одржи со посебни безбедносни мерки. Москва и Берлин на посебен начин се подготвуваат за прославата. Црвениот плоштад ќе биде целосно затворен, додека во Берлин е ставена забрана за пиротехника и носење ранци во круг од околу 1 километар околу Бранденбуршката порта. Лондон ќе одржи традиционален огномет, но на улици ќе има околу 3000 полицајци, вклучително и оние со тешко оружје. Германскиот канцелар Ангела Меркел во новогодишната порака ги повика германците да гледаат можност за еднината во врска со рекордниот прилив на бегалци во државата. Годинава што изминува државата прими повеќе од милиона азиланти и беше полна со предизвици, наведува Меркел. Таа ги предупредува граѓаните дека следува уште еден проблем, но дека сето тоа на крај ќе се исплати за државата, бидејќи земјите секогаш имале корист од успешните имиграции, економски и социјално. Таа потсетува дека Германија и во минатото излегувала на крај со такви предизвици како што беше повторното обединување и дека создала силна економија полна со иновации. ЖРК Куманово заслужено е меѓу најомилените колективи на љубителите на спортот. И не само поради тоа што оваа дисциплина е број 1 во Македонија, туку и поради фактот што клубот го сочинуваат единствено кумановки. Во пресред на празниците и почетокот на 2016-та традиционално се фрла поглед назад во годината што изминува за да се извлече поука, да се оцени сработеното, во случајот на ЖРК Куманово да се ужива, потсетувајќи се на успесите. Во 2015-та спортските миленички на кумановци успеа да се пласираат во Суперлигата, а потоа и со одлични изданија се истакнаа во елитното друштво. Очекувано го заземаат третото место зад фаворизираните Вардар и Металург и можат да се радуваат на позиција која носи европски надпревари. Се дружевме со кумановки на предновогодишниот тренинг и помоветивме за старата и за новата. Ова година е 2015 успешна за ЖРК Куманово. Извојувавме влез во Суперлигата, исто така и постигнавме добри резултати. Се пласиравме трети оваа полусезона. Се надеваме на влез во Европскиот куп и се надеваме на добри резултати. Па како што сум задоволна на екипниот план, можам да кажем дека и на личен план сум презадоволна од оваа година. Доста успешно заврши и но може уште подобро секако. Сезоната пројде супер. Натаму очекуваме да играме уште подобро. Супер е што се пласиравме во првите 3 места и натаму мислам дека ќе бидеме уште подобри. Тренинзите ќе продолжат многу подобро. Имавме успешна полусезона, го потврдивме тоа со освојување на третото место во Суперлигата. Имавме секако и лоши моменти, но ќе се потрудиме грешките да ги исправиме и да се подготвиме што подобро за втората полусезона и да задржиме третата позиција. Па на личен план сум задоволна, за следната година со тек на време ќе видиме. Сега за сега сум тука, задоволна сум и ќе продолжам се. Јас лично, мислам дека и нашата екипа е задоволна од нашиот успех што го прикажа со овие утакмици и со овие надпреварувања. Со нашето трето место во Суперлигата, ние сме презадоволни, имаме одлични тренинзи и искрено во иднината се надеваме дека ќе бидеме посилни и ќе успееме да издвоиме на најдоброто место во лигата. Како и девојките и предводникот на ЖРК Куманово е презадоволен од двете сезони кои што ги спои 2015-та. Задоволни од пред се од домашнава екипа, составот кој го имаме, сите ни се домашни играчи, девојчиња од Куманово. Задоволен од управава, од можностите што ни ги овозможија за оваа надпреварувачка сезона, од условите што ги имаме. Задоволен од тоа што сите сме задоволни со оваа трето место, што е трето место во највисокиот ранг на женскиот ракомет во нашава република, така да задоволен од се што успеавме да оствариме оваа полусезона. Дефинитивно имаме квалитет за во Европа, тоа го потврдивме оваа полусезона. Се надевам со подобри резултати да останеме на место кое што не води во Европа и да продолжиме да го презентираме ракометот, нашиот кумановскиот ракомет, македонскиот ракомет на европскиве терени. Девојките кои донесоа многу радост во годината која изминува, ветуваат дека ќе се потрудат да бидат поуспешни во новата. Тоа искрено и им го пожелуваме.
Кошаркарите на Куманово во есенската полуетапа во домашното првенство го освоија третото место. Ако се погледне ни се што помина екипата во овој период, овој резултат е реален, а многуте турбуленции кои го тресеа тимот придонесоа да учинокот не биде на посакуваното ниво. Во новата сезона кошаркарите на Куманово влегоа со големи амбиции, а како главна цел која беше поставена е освојување на титулата. На почетокот на летото беше формиран и тимот заседен со неколку квалитетни кошаркари, а за тренер беше доведен Љубисав Луковиќ, на кого повторно му беше дадена шанса за докажување. Меѓутоа, во првенството екипата играше мощне слабо, додека во ФИБА купот, иако од управата беше најавувано добар пласман, тоа сепак не се случи. Во Европа Куманово го заврши настапот на неславен начин, а во првенството агонијата и понатаму продолжи. Првиот логичен потез во таквата ситуација управата го направи со смена на тренерот Луковиќ, кој се покаже како недостоен за екипата. Во тие мигови беше отпуштен и Вукашин Мандич, но управата за многу кратко време го врати во екипата, што предизвика многу контроверзи во јавноста. Тренерската плака ја презеде Страшо Тодоровиќ, кој повторно се нафати на тешка мисија да го врати тимот. Незадоволен од целата состојба и однос кон него, најдобриот кошаркар до тој момент Урош Луковиќ си замена од екипата, што представуваше голем хендикеп под кошевите. Во меѓувреме во Куманово пристигна Бојан Трајковски, кој барем засега прикажува одлични игри, а истото се очекува и од второто големо засилување Марко Симоновски. Се на се, многу турбуленции во Куманово се случија во есенскиот дел, кој да се надеваме дека веќе се минато. Екипата конечно почна да игра подобро во домашното првенство, врза неколку победи, кои најавуваат дека во 2016 година Куманово ќе се бори за некој трофеј. Во овој момент, ако се погледне составот на Куманово, тој е одлично покрие на сите позиции, па поради тие причини треба да се биде оптимист. Почетокот на оваа сезона имавме пак некои мали турбуленции, некои послаби резултати него што очекувавме и се, али сега мислам дека со крајот на декември со некои измени во ростерот со доаѓањето на Бојан Трајковски, со доаѓањето на Марко Симоновски, мислам дека ќе се консолидираме и ќе биде подобро. 2016 година ние сме многу оптимисти во тој дел. Оптимисти мислам во еден дел каде што се потрудивме, значи да ги доведеме 20 репрезентативци. Тоа се Бојан Трајковски кој веќе почна да игра и Марко Симоновски кој го очекуваме од јануари да се приклучи на првата прозивка на Сашо Тодоровиќ која почнува веќе одма после Нова година на 4 јануари. Така да имаме амбиции затоа што сега ако го погледнете составот на Куманово ние имаме една македонска репрезентација во мало. Значи Костовски, Караđовски, Маријан Јаневски, Бојан Трајковски, Марко Симоновски. Значи амбициите ни се да играме барем финале и да покушаме конечно да освоиме еден трофеј. Кошаркарскиот клуб Куманово располага со голем буџет за наши прилики, кој кошаркарите и стручниот штаб ќе треба да ги оправдаат пред кумановската јавност. Паузата е до шанса уште повеќе екипата да ги збие своите редови и до првиот напревар со работнички на 16 јануари да ја продолжи победничката серија. Дали во мај или јуни ќе се радуваме на некој успех на Куманово, останува да видиме. Исклучиво ќе зависи од кошаркарите кои ќе треба да вложат голем напор за остварување на поставените цели. Во услови на финансиски и бројни други предизвици, подпирајќи се на талентот и на ентузијазмот на младите спортисти и тренери, атлетскиот клуб од Куманово успеа да одбрани престижната титула најдобар колектив за 2014 година во изборот на Атлетската федерација на Македонија. Атлетичарите од Куманово во 2015 година, како ретко досега во својата богата историја, беа доминантни во дисциплините од кралицата на спортовите, освојувајќи бројни индивидуални екипни одличија на домашни и меѓународни надпреварувања. Ако на ова се додадат финансиските предизвици и скромни услови во кои што кумановските атлетичари се подготвуваат за настапите, постигнувањето е подвиг. Најмалку што по тој повод може да сторат од Атлетската федерација е токму на овој колектив да му го доделат признанието за најдобар во Македонија. Двајца младинци Никола Стојановиќ и Милан Велјковиќ заслужи индивидуални награди, како и предводникот Филип Колевски, кој е најдобар меѓу стручњаците. Се наметнавме континуирано како некој сериозен надпреварувач на атлетската сцена во Македонија и сега веќе не сме некои аматери или некои дебитанти што влегуваат сосема случајно, туку нашите надпреварувачи наредната година ќе бидат оние главни кандидати од кои се очекува да настапат како овие споменативе младинци, значи помлади младинци и младинци, значи на Европското првенство до 17 години, на Светското првенство за младинци, значи до 19 години, на Европското првенство за сеньори.
Бројни се и за пофалба успесите на членовите на клубот, затоа ќе одвоиме повеќе време за нив во друг сегмент. Помуабетивме со лауреатите Никола и Милан за успесите и надпреварувањата. Беше, значи, ова признание наистина заслужено. Мислам, нели резултатите сами кажуваат за тоа. Се разбира, значи, сум прилично задоволен од оваа сезона, но нели секогаш може подобро и затоа очекувам 2016 да биде година на успеси, значи година на многу подобри резултати како на поединечно, така и на клубско ниво. Навистина ми е задоволство да освојам ваква награда и да бидам прогласен како најдобар пионер за 2015 година во Македонија. Поточно 9 државни рекорди во 4 различни дисциплини, настапот на Балканско првенство до 17 години, таму со државен рекорд на 400 метри, успеав и покрај многу силна конкуренција да завршам како 7 пласиран со надпреварувачи 2 години постари од мене. За годината која изминува, за новата, поразговаравме со искусните како и со надежите. Поред тоа дека ова ми беше последна година како јуниор, односно настапувам до 19 години, многу сум задоволна бидејќи и се вратив од една тешка сезона, 2014 беше доста полна со повреди за мене, а во оваа сезона можам да кажам дека блеснав и се вратив посилна од било кога. Станав државен првак во фрлање диск и државен рекордер во фрлање диск. Исто така настапував за сениорската и младинската репрезентација на Македонија. Ќе ја памтам по тоа што освоив многу први места во дисциплините 300 метри. Се подготвувам да освоам уште многу први места и секогаш да бидам најдобра атлетичарка до 13 години. Пионери. Во светот вреднувана како благороден спорт, атлетиката кај нас е неправедно во немилост на популарните колективни дисциплини. Како и да е, охрабрува фактот што и со таква стартна позиција, кумановските атлетичари успешно ги освојуваат височините, далечините и се натрчуваат со часовникот. По славјето над Панатирајкос, нашиот Pero Антич ги испровоцира грците. Тој на својот Инстаграм профил објави фотографија со 3 кренати прсти, кои означуваат Вардарска, Пиринска и Егејска Македонија. Ваквата објава на македонскиот ас предизвика лавина на социјалните мрежи. Pero Антич и неговиот Фенербахче синоќа го совладаа Панатирајкос, а македонскиот кошаркар беше најзаслужен за успехот на турците. Тој постигна 12 поени, 6 скока и 1 асистенција. Во продолжение да се насмееме и да ја погледнеме забавната страна на спортот. I could have danced all night, I could have danced, oh fuck, no. This is my favorite part, right here. You got me tripping, stumbling, flipping, fumbling. This is right here, somebody's about to fly. When your legs don't work like they used to before. All kinds of time to set this one up, and it was spectacular. Sit the fuck down. And then just turn down for thousands of additional skates. this much. I'm in love with the coco. Jump in their face cause you don't care now one time.
Hold up. Smoke weed every day. Sam. Sam. Against me every time I'm in the street. I hear yak 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 yak. Man down. Where you Во текот на денот времето беше претежно сончево, ветровито и студено. Дува до умерен северозападен и североисточен ветер. Во вечерните часови и во текот на новогодишната ноќ повторно голем пат на температурите и појава на умерен мраз. Првиот ден во новата година ќе се разбудиме во ледено утро со многу ниски утрински температури кои ќе се движат од минус 14 до минус 5 степени. Тоа беше се што подготвивме во последното издание на Дневникот. Оваа вечер поминете ја во добро расположение, а доколку останете во домашна атмосфера, уживајте во музичката програма на К3. Сите оние кои на лудата ноќ ќе ја прослават надвор да ги почитуваат советите дадени од безбедносните и медицинските служби. Во име на К3 телевизија ви посакувам среќна нова 2016 година. За се она што ќе ни донесе новата година ќе ви информираме во утрешните информативни изданија. Имајте пријатна вечер.